Кога говориме за насилство, кои се асоциациите што ни доаѓаат во глава? Обично, со денеска е модерно и популарно да се говори за семејното насилство. И тоа е многу присутна тема. И е сериозен проблем, секако. И на телевизија, во вестите, слушаме честопати како татковци или мајки се обвинети за насилство врз деца. Сериозна работа, големо зло. Пред некој ден на вести кажа за некој човек од, не знам, не сеќам кој град беше, од Дебар, кој неколку месеци вршил насилство врз неговата 14 годишна керка, така некако. Па пред неколку години имаше во Австрија еден човек, го открија, кој во подрумот ги чувал керките и вршил со години насилство врз нив. Големо зло. Другата асоциација, така страшна за насилство, се нападите на терористите. Скоро имаше таков напад во Париз и луѓето беа во ужас, испаднаа во ужас гледајќи ги сцените на тие масовни убиства што ги вршеа терористите. Страшни се и сцените кога тие терористи екзекутираат заробеници и сите гледаме со голем ужас. Меѓутоа, кога говориме за зло, злосторство, насилство, воопшто не ни доаѓа во главата некаква асоциација за насилство на душите на луѓето. Или насилство или терор врз луѓето во поглед на нивниот вечен живот. А лажните учители, ширејќи лажни учења, не само што вршат насилство или погибел врз телата на луѓето, врз нивните физички тела, туку вршат насилство врз нивните души, водејќи ги кон погибел. И во тој поглед и Мекартур пишува, вели, нема поголемо зло од луѓе кои тврдат дека говорат од името на Бог за спасение на душите, а всушност говорат од името на сатаната за погибел на нивните души. Навистина, еретиците се терористите од најстрашен вид, зашто ги водат луѓето по пат кој на крајот завршува со погибел во пеколот. Вечна мака. И тоа е најголемото зло. Тоа е најголемото насилство, тоа е најстрашниот терор. Живееме во општество во кое лажните учења не се третираат како опасност. И затоа и не ги ставаме лажните учители во некоја категорија на опасност за човекот, за човештвото. Факт е дека тие се зло и вршат сериозно насилство. Апостол Петар говори за тоа во текстот што го прочитавме. Тој осознава, разбира дека му се наближува крајот на земниот живот и сака последните она време што му останало на земјата да го употреби, да каже важни работи, да ги утврди луѓето во верата, во вистинската вера. И затоа во првата глава, почетните стихови, апостол Петар им говори за вистинската вера. Во Христос, преку праведноста во Христос, преку верата во праведноста и неговото праведно дело на крстот, имаме спасение. Имаме живот, вечен живот и се што ни е потребно да живееме живот во побожност. Тој ни ги дал сите ресурси неопходни да го живееме божествениот живот, оној живот во спасение што го добиваме преку верата. И не само тоа, туку тој ни дал големи ветувања да споделуваме неговата природа, оддалечувајќи се од пагубните похоти или желби на овој свет. И понатаму продолжува, мајки во предвид дека во Христос имаме нов живот и се што ни е потребно за новиот живот, бидејќи Бог даде се за да го имаме тој живот, тој самиот се даде, умре за да го имаме тој живот и ние од наша страна треба да дадеме се за да го направиме тој живот реален во нас, во нашиот земен живот и во вечноста. И затоа говори од 5 до 11 стих за тоа како треба да дадеме се од себе за да го живееме тој живот. Потоа
ни дава гаранција дека оваа вера има сигурни основи, не е измислено учење, верата во Христос, зашто самиот апостолите, нивното апостолско учење е сведоштво за она што го гледале. Тие се живи сведоци за вистините кои ги имаме за Исус Христос. И не само апостолите, имаме поголемо сведоштво во Стариот Завет. Пророците пророкуваа за Христос и нивните пророштва се исполнија целосно. Тие пророци кои 700-800 години пред Христос предвидеа кај ќе се роди, од како ќе се роди, од кого, од девица, во кој град, какво ќе биде неговото служење, какво ќе биде неговата смрт, сето тоа се исполни. И апостол Петар вели, имаме сигурна основа за нашата вера. Нашата вера не е бајка, не е мит, не е измислица. И откако завршува, нели, со вистинското учење, на крајот на првата глава, во втората глава започнува да говори за лажните учители. За лажните учење. Откако даде карактеристика на вистинското учење, сега втората глава се занимава со лажното учење, со лажните учители. И она што можеме да го видиме, она што е карактеристично во ова втора глава, е што тој не дава никакви заповеди. Тој дека првата глава изобилува со заповеди, што да правиме, втората глава нема такви работи, има само описи. Описи. Всушност, втората глава наликува како оние потерниците што се прават за лоши луѓе кои се опасни. Обично на тие потерници има лик на некој зол човек и обично нивните ликови се страшни. И пишува текст: внимавајте, пазете се, опасна личност. Таа личност е опасна за луѓето, за животот. Така некако изгледа оваа втора глава. Дава опис на лажните учители и има сериозно предупредување. Пазете се, зашто следењето на таквите лажни учители ќе ве воведе во погибел, ќе ве доведе до вечна погибел. Кај што ќе поминат лажните учители, тие оставаат пустош. Тоа е идејата на целата втора глава и овие поведни стихови кои ќе ги видиме на почетокот, а веќе ги прочитавме, а тоа ќе преминеме директно на разгледување на текстот. Зошто треба да се пазиме од лажните учители? Зашто тие се постојана закана. Минатиот пат, минатата недела, Гаго рече дека основната тема на Тимотеј, прво Тимотеј, е предупредување на лажните учители и тој истакна дека тие се присутни секогаш во целата историја на спасението на Божиот народ и на црквата. Ги има постојано. Почнува со зборовите: во народот имаше и лажни пророци, говори за Стариот Завет, тогаш ги имаше, а и денес ги има во црквата. Тие се постојана опасност. Сатаната е лажго и тој, како татко на лагата, постојано подготвува, испраќа своји гласници, говорници, кои ги шират неговите лаги. Од кога почна да го прави тоа сатаната? Уште првиот момент, првите луѓе, кога дојде, кога змијата дојде и почна да ја мами, да ја лаже Ева преку лажно учење. Уште од тогаш. И од тогаш наваму гледаме постојано во историјата лажни учители кои го мамат народот и му нудат, дури и преку чуда. Во Второзаконие Мојсей во 13 глава говори, предупредува за лажните пророци. Твели дека дури и преку чуда можат да ве одведат по лажен пат. И предупредува таму многу екстремно за наши разбирања, дава заповеди, дури ако лажни учења или лажни пророци се јават и во вашето семејство, дури ако вашето дете, ако вашата сопруга, ако вашиот татко, ако вашата мајка говори невистини, лажни учења, треба да биде убиен. Убијте го. Многу екстремно звучи тоа. Нам ни звучи денес многу екстремно, зашто живееме во хуманистичко општество, во кое ересите не ги сметаме за никаква опасност. Рековме, за нас опасност се
терористите, екстремистите, насилниците во семејствата. Лажните учители, ти не се опасност. Зашто лажните учења не се опасност. Меѓутоа, Мојсей живее во друго време. Во негово време, лажното учење било, како и што е, иста опасност како и убиец. И така е. Тоа е вистината. Ние денес не би се спротивставиле и би поддржале смртна пресуда на човек кој извршил серијски убиства. Нели? Ако слушнеме за човек кој малтретирал деца, ги убил, ќе бараме смртна пресуда. Но ако слушнеме за човек кој води луѓе, толпи во пекол, воопшто нема да се вознемириме. Зошто? Зашто нашите стандарди за добро и лошо се променети. Во времето кога Мојсей ги добива заповедите од Бог, тој има правилна представа за злото, за вистинското зло. И го третира ереста, лажното учење, во она како што треба да биде третирано. И тоа е проблемот кај нас денес. Немаме изопачени представи за вистинските зла. И она што исто така е важно овдека да видиме, не само што ги има постојано, вели Петар, тие се меѓу нас. Че меѓу нас или меѓу вас ки има лажни учители. Тоа значи дека лажните, истото предупредување Петар, Павле го дава на старешините во црквата во Ефес, кога се разделува од нив. Тие никнуваат во црквата. Тие се меѓу нас, меѓу вас. Се појавуваат во црквата. И додека не бидат детектирани и додека не бидат конфронтирани, веќе во голема мера го направиле злото. Ја направиле пакоста. И кога ќе бидат конфронтирани, тие веќе подготвиле почва со себе да понесат значаен дел. На луѓе кои се тргнуваат гневни, затоа што во црквата во која што биле нема толерантност, нема љубов, туку има осуда. Тоа е вообичаеното обвинување на лажните учители. Во црквите во кои што ние не сме толерирани, таму нема љубов, нема прифаќање, таму има осуда. Тие се зимаат за право да осудуваат. Не е добро кога цркви се разделуваат, се расцепуваат. Но уште поголема е опасноста кога во име на единство и љубов се трпат лажни учители. Рајли, што во минатиот век или предминатиот веќе, вели, конфликтите во црквите се одвратни. Нема нешто кој уште полоши од конфликтите. Толерирањето на лажните доктрини, нивното прифаќање без никакво незадоволство. Тоа е уште пострашно од расцепувањата. И вели, има 3 нешта кои човек не смее да ги толерира. Малку отров, малку грев и малку ерес. Нема малку отров. Нема разлика дали ќе испиеш од чашата со вино една голтка или целата чаша. Ефектот е ист. Умираш. Отровот ќе дејства. Нема малку грев. Малку грев те прави грешен. И нема малку ерес. Малку ерес веќе значи лажно учење кој те води во пропаст, во пеколот. И тие се работи човек не може да ги толерира. Така да, ако некој се објави дека е евангелски христијанин и најправославен, не е гаранција дека не шири ерес. Зашто Петар предупредува, меѓу нас се појавуваат, тие некнуваат на почвата на црквата. Друго нешто, кој кажува за лажните учители, е дека тие се полни со итрини. И затоа треба многу да внимаваме, многу да пазиме. Меѓу вас има лажни учители кои ќе внесат погубни ереси. Тука, овој стих и потоа другиот што сум го запишал, апостол Петар употреба интересни зборови во кои што ја пренесува идејата. Зборот внесат е превод, всушност, на едно зборче кој значи
да мушнат, да внесат одстрана тајно, на таен начин, невидливо да го направат тоа. Знаете, кога бевме деца и имаше секоја втора недела, во Струмица, Белас се играше фудбал. И ние сакавме многу да одиме да гледаме, ама немавме пари. И обично, многу народ одеше да гледа фудбал. И кога некаде околу 15 до 2 есента и 4 беше пролетта, почнува надпреварите, некаде 15-20 минути се создаваше гужва пред вратата, гужва пред гол, што се вика. Немаше тогаш такви направено со железни вакви ограда, туку секој пат, секој гледаше да влезе побрзо, за да пати место, зашто трибините беа мали, и во таа бутканица на возраста ние ќе се пикневме меѓу нивните нозе и ќе влезевме внатре. Ќе се мушневме незабележливо. Тоа го прават лажните учители. Тие не велат, ние дојдовме овдека да ви шириме ереси. Секој пат нивните учења се облечени во духовна или супер духовна облека, за да ги представат како вистини. И другиот збор вели, ве привлекуваат со лажни зборови, тоа е ласкави. И зборчето ласкави, интересно, тоа е превод на зборот пластос или зборот пластика од тука. Зборот пластос значи нешто кое е имитација. Зборот пластика значи да се престорува нешто, да се измислува нешто. Кога е измислена пластиката и е даден зборот пластос, зашто пластиката е измислица која треба да замени, да имитира нешто. До измислувањето на пластиката се користеле дрвото или металот. Пластиката ги заменува дрвените или металните материјали како нешто многу ефтино. Нели? Но има голема разлика меѓу пластиката и металот. Има телефони денес, мобилни, кои се од ефтина пластика. Има айфони, кои се целите од алуминиум и коштаат по 500-600 евра. Има голема разлика каков материјал е изработен. Може пластиката да изгледа како алуминиум. Ќе ја изполираат, ќе ја префарбат и така која ќе ја погледнеш е како метал, како полиран алуминиум. Тоа е пластика. Тоа е и стратегијата на лажните учители. Тие представуваат нешто за кое тврдат дека е вистина, внесуваат лажни учења, а ги представуваат како вистини. Идејата дека нивниот метод е многу итар. Тие се многу лукави и тешко се препознаваат. Измислени учења на кои им даваат ист авторитет како библиското учење. Еден пример кој многу често го повторам, зашто е голема ерес од црквата, а е заснован на библиски стих. Стихот "Любете ги ближните како себе си". И сега, лажните учители велат, за да ги любиме ближните како себе си, многу треба да работиме на љубовта кон себе. А тоа значи треба да работиме многу на егото. Ние многу треба да работиме на егото, за да ги любиме другите. Тоест, мора многу да градиме високо мислене за себе, за да можеме да градиме високо мислене за другите. Меѓутоа, јас во Библијата никада не можам да најдам таква заповед. Дури нема ни нијанса некаква за такви совети. Напротив, основниот проблем што го гледам во Библијата, основниот човечки проблем, е егото, и самобендисаноста, и високомерието, и гордоста. Од тука доаѓа паѓањето на човекот. Библиските стихови не советуваат да ги издигаме другите, да ги поставуваме на повисоко место од самите нас. Тоа е истинското библиско учење. Меѓутоа денеска многу повеќе се говори, и ние ќе видиме зошто е така, многу повеќе се говори за нас. Зошто? Зашто лажните учители привлекуваат, нудат учења кои се угодни на телото, на похотите, на егото. Со такви учења доаѓаат лажните учители. Ке појдат
И мнозина ќе појдат по нивните нечистоти. Зборчето нечистоти, оригиналниот текст, означува похоти. Похоти, телесни похоти. Она што го сака старата природа. Тоа е зборот нечистоти, кој овдека преведен. Значи, тие нудат нечистоти и мнозина тргнуваат по нивните нечистоти. Тие тоа го нудат, што е привлечно. Со други зборови, лажните учители се популисти. Знаете што значи зборот популист? Да говориш нешто што луѓето сакат да го слушат. Не вистина, туку она што сакат да го слушат. Лажните учители не говорат за грев. Лажните учители не говорат за казна за гревот. Лажните учители не говорат за пекол. Лажните учители не говорат за божествениот суд. Лажните учители не говорат за одречување од себе. Лажните учители не говорат за носење на крстот секој ден. Зошто? Што човек не сака да ги слуша тие работи. Ние не сакаме да слушаме за умирање, за умртвување на егото секој ден. А Исус токму тоа вели кога им кажува на учениците нам, кој сака да оди по мене, да биде мој ученик, кој сака да ме следи, нека го земе крстот и нека го носи секој ден. Што значи да го земаме крстот и да го носиме секој ден? Да умираме. Крстот е место кај што се умира. Да умираме за егото, за себе си да умираме, за да живееме за Бог. Да ги любиме другите. Ако не умираме ние секој ден, нема да можеме да ги любиме другите како себе. Но таквите учења не се пријатни. И лажните учители не користат такви учења. Зошто? Зашто нивната цел не е вистината, туку нивната цел е да придобиваат следбеници. Мнозина да тргнат по нив. Тоа е нивната цел. Зато тие говорат возвишени мисли за Бог. Колку Бог е голем во љубовта, толку голем во љубовта, што неговата единствена цел и неговата смислена постојање е нашето задоволување. Тоа е хуманистичкото христијанство. Тоа проповеда. Хуманистичкото христијанство, западното европско христијанство, вели, Бог постои за да ни угодува. Тоа е единствената суштина на Божјото постојање. И затоа, бидејќи ние сме толку вредни, можеме да бараме и Бог ќе ни дава се. Зашто сме вредни. И ако се спомне Христовата жртва, таа ќе се спомне само за да ни покажат колку ние сме вредни. И имаат следбеници. Тие велат, Бог е добар и ако сакате да успевате, да имате пари, да бидете здрави, да бидете успешни, следете на нас. Ние ќе ве водиме по патот на успешноста. И еден куп луѓе, вели, тргнуваат по нив. Мнозина, вели апостол Петар. И од тука не треба да не изненадува реалноста дека мнозина луѓе се следбеници на лажните учители. Зошто лажните учители нудат учења кои им годат на луѓето. И тоа е нивната цел. Нивната цел е привлекување на луѓе. Нивната цел не е спасение. Нивната цел е привлекување. Зошто? Зошто имаат мотиви. Привлекувајќи луѓе, тие остваруваат некои своји цели. Не божествени цели, своји цели. Кои се нивните цели? И побудувајќи ве од користолюбивост. Значи, нивната цел е задоволување на нивната користолюбивост. Што прават? Значи, они нудат учења кои се привлечни за луѓето. А тоа се пред се некакви телесни учења. Учења кои задоволуваат похотта на човекот. Луѓето се привлечени од тие учења, тргнуваат и токму со целите кон кои тие се насочуваат, задоволуваат на своите похоти од тие учења, затоа и се злоупотребени. Во крајна мера,
тие следбеници се употребени, се манипулирани за задоволување на користолюбивоста на лажните учители. Им ги полнат джебовите, им ги задоволуваат страстите, ја хранат нивната суета, нивното его и си градат култови, си градат служења во кои главната личност е самиот водач, лажниот учител. Ги има и кај нас, ги има и насекаде во светот. Сите следат еден ист модел, овој кој што е запишан овдека во овој текст. Нивната порака не е Бог, нивната порака е јас. Синоќа пативме на историски канал, оној музеј, како беше, тајните на музејот или не знам, една емисија има, интересна, на историскиот канал, и за Кореш, еден човек од крајот на 19. век, проповедник, кој додека се играл со струјата паднал во несвес и добил откровение, му се појавила некоја жена, Божица, кој му дава учење. И тој почнал да го проповеда тоа учење, му дава и така и учење за планетата, земјата, од што е составена, и духовно учење, и успева да собере многу следбеници. А која е основата на крајот на учењето? Кореш е божествен, тој нема да умре никогаш, само тој говори вистината, и секој следбеник, секој што ќе се согласи да влезе во таа организација, секта, мора целиот имот да му го препише на водачот. И станува многу богат. И во еден момент почнува да му пречи големиот данок што треба да го плаќа на државата. И бара од државата автономија, тоест местото, имотот на кој што ја гради таа секта, да биде издвоен од државата и тука да важа како екс-територија, посебни правила, за да не плаќа данок. И во едни такви инциденти тој е ранат и загинува со властите. Но тоа е основниот мотив на сите тие лажни учители. На крајот, тие го користат тој метод, привлекуваат следбеници, не за спасение на душите на луѓето, туку за задоволување на своите апетити, но дејќи учење кои пак треба, кои ги привлекуваат апетитите на луѓето. Нивните учења, понатаму вели, се пагубни, ќе внесат пагубни ереси. Зборот ерес во оригиналното значење нема негативна конотација, тоа значи школа, учење и така натаму. Во Библијата добива негативно значење, ерес е лажно учење, а понатаму веќе добива значење на расцепување или раскол во црквата. Бидејќи основната причина за расцепувањето во првата црква биле ересите, лажните учења. Но апостол Петар вели дека тие се погубни учења, тоа сака да каже дека тие учења имаат страшен крај, се опасни за луѓето. И оттука, со тој додаток погубни учења, самиот збор ерес добива и негативно значење понатаму, и кога веќе се говори за лажно учење, не се вклучува и зборот лажни или погубни, туку само зборот ерес е доволно да се означи некој учење како лажно. А кој е, тука не е запишено тоа, но кој е коренот или на деструктивноста поточно на таа ерес? Те вели, откако се одречат од Господ, кој ги откупил, ќе навлечат врз себе брза погибел. Значи, откако се одречат од Господ. И тука употреба како ќе се одречат. Не, те нема да негираат дека Христос умрел. Нема да негираат дека Исус е спасител. Збор што Господ е важен. И овдека апостол Петар не го употреба во обичаениот збор Кириос. Го употреба зборот деспот. Откако ќе се одречат од деспотот, тие ќе загинат во погибел. Зошто го употреба точно зборот деспот? За нас денес зборот деспот има негативно значење. Кога ќе кажеме деспот, веднаш во главата ни е човек кој се однесува многу сурово. И така е. Значи, деспотот е човек кој има
многу голема моќ, многу голема власт и обично ја злоупотребува моќта и власта. Човекот е таков. Кога човек ќе стекне многу власт, таа власт ќе го корумпира, нели велат? Власта корумпира, апсолутната власт корумпира апсолутно. Тоа е така зашто ние сме грешни луѓе. Во древноста зборот деспот се употребувал за господарите на робовите. Тие се господари зашто ја имаат власта над робот. Имаат целосна власт над робот, над неговиот живот. И овој збор се употребува и за Бог и за Господ Исус Христос. Зашто на вистина Бог или Господ Исус Христос, Синот Божи, е господар на се. И точно пак во овој контекст, тој е деспотос, тоа е Господ, зашто нас не откупил од робството. И ние сега сме неговите робови и тој го има сето право над нас. Тој господар е над нас. Има право да господари над нас. И тоа е зборот овдека што е потребен. Сега, Бог како деспот, бидејќи е совршен во светоста, тој не е како луѓето, тој не се корумпира поради апсолутната власт што има. Напротив, Бог во апсолутната власт што имаше, стана слуга, најголем слуга, и умре за човекот. Умре на крстот за спасение на човекот. Така тој ја користи таа апсолутна власт. И сега, кој е лажното учење? Што велат лажните учители? Да, Исус е нашиот спасител. Да, Исус е нашиот пријател. Меѓутоа, кога доаѓаме веќе до господството, бидејќи не е хумано да збориш за робство, не е хумано да збориш за Бог како господар, остануваме само на спасението. Исус е спасителот, но тој не е и Господ. Како тоа некој мене ќе ми биде господар. Јас сум си господар на самиот себе. И веќе од тука натаму, ние можеме да правиме и што сакаме. Христос нема власт над нас. Тој завршил работата со тоа што не спасил, не дал вечен живот, сега ни дава богатства, а ние се живееме како сакаме. Тоа е, вели, ерест. И лажните учители го одрекуваат господството. Тоест, правото на Бог да господари со нашиот живот. И нашата обврска пак да се покоруваме на Бог, да бидеме послушни на Словото, на заповедите, на волјата на Бог. И денешното христијанство, основниот проблем на денешното христијанство, современото западноевропско, посебно западноевропско христијанство, е негирањето на правото на Бог да биде нашиот господар. И не се говори за Христос како за господар. Тој е спасителот, тој е пријателот, тој е слугата, но тој не е и страшниот господар и праведниот судија. Проблемот е што тие, како што вели апостол Петар, откако ќе се одречат, ќе навлечат врз себе брза погибел. Што мислите? За кого Господ Исус Христос, на кого мисли кога вели во Матеј 7:23? Во тој ден, во судниот ден, тој ќе им каже: никогаш не сум ве познавал. Бегајте од мене вие што правите незаконски дела. Овдека апостол Петар вели: мнозина ќе тргнат по нивните беззаконија, по нивните гревови. Господ Исус Христос еден ден ќе им рече: вие да, признававте дека јас сум спасител. Да, вие признававте дека јас сум вашиот пријател. Меѓутоа, вие никогаш не ме прифативте како господар, кога го следите во вашиот живот. Вие си вршевте беззаконија, законски дела. Со своите животи го отрекуваат Господарот кој ги откупил и правото на Господарот на господство. Значи, тие се постојана закана за Божите луѓе, нивните методи се итри, суптилни и нивните учења се пагубни.
Да се пазиме од лажните учители, зашто нивните учење и живот го хулат патот на вистината. И поради нив патот на вистината ќе биде похулен. Кој е патот на вистината? Христовиот пат. Христос е патот, вистината и животот. Кога нашиот живот не го следи Христовиот живот, Христовиот пат се хули. Кога ние следиме лажни учители, луѓето во светот го забележуваат тоа. Кога ние кои се нарекуваме христијани, следиме лажни учители кои не водат кон похотите, светот го забележува и почнува да се подигрува на христијанството. Знаете ли денес кој е основниот мотив или околу што се вртат шегите, подигрувањата на луѓето од светот, неверниците во однос на христијаните? Ако отворите на YouTube и да видите што најмногу се исмева, поради што најмногу христијанството е исмевано, ќе ги видите оние богати телевизиски евангелизатори кои живеат во луксус, кои имаат приватни авиони, кои имаат куки со по 10 спални, кои имаат автопарк, како се вика, со по 10 коли, кои имаат месечни примања со по 100 милиони евра и кои излегуваат на телевизија и викат: дајте уште пари за Божјото дело. Најмногу денеска критики кон христијанството има токму поради тие лажни учители. Зашто таквите лажни учители шират лажно слово. Нивното слово е упатено кон задоволување, кон похотите на луѓето. Да ги задоволуваат похотите на луѓето. Дојдете кај нас и ќе видите колку ќе бидете богати и колку Бог ќе ве благословува. Заради нив се хули патот на вистината. Заради нив се хули Исус Христос. Тоа е чист популизам. Му се кажува на човек она што сака да го слуша. Библијата не е таква книга. Библијата не е популистичка книга. Библијата е Божјото Слово која открива вистината. Во многу нешта ние не сакаме да се препознаеме, но тоа е вистината. Тоа е огледалото на човекот. Лажните учители извртуваат сета вистина за да понудат учење кое е пријатно за егото на човекот. И да се пазиме, зашто тие водат кон вечна пропас или вечна погибел. Зборот пагубно или погибелно, кој е превод на еден типичен збор овдека, се среќава 15 пати во Новиот Завет. Зборот пагубно или погибелно или така натаму. А само во овие две глави на Петар 5 пати. Во 2 и 3. Значи, 1/3 од вкупната употреба на зборот пагубно или погибелно, кој значи нешто ужасно, ужасен крај, е кој употребава апостол Петар во овие две глави на посланието. А дури 3 пати во оваа 2 глава. Нивното осудување вели: не дреме. Нивното осудување е одамна готово и нивната погибел не дреме. Овдека тој прави персонификација на погибелта. Погибелта ја представува како човек. Човек може да не дреме. Како човек екзекутор. Погибелта ја представува како човек екзекутор кој ја држи секирата, крената и само го чека мигот кој ќе треба да ја спушти и да изврши пресудата. Со други зборови, апостол Петар сака да каже: сигурен е нивниот крај на погибел. Затоа многу внимавајте што слушате, кого следите. Многу внимавајте какво христијанство представувате, зашто сите ние сме некакви водачи за луѓето во светот кои го представуваат Христос. И на крајот, како некој заклучок, и денес, како и во минатото, светот е полн со лажни учители. Постојано се уваат теолози кои откриваат нешто кои до нивниот момент не биле познати. Тоа е
типичното, ново учење, ново откровение. Сите ереси што се појавија се резултат на некакво ново, дотогаш непознато откровение, пророштво или учење. Доминираат оние кои тврдат дека Бог, бидејќи е љубов, никого нема да испрати во пеколот. Тој сака, Бог сака секој да биде богат и никој да не биде болен или гладен. Кај нив нема она што го слушавме овие денови во Лангам, во ред е да не бидеш во ред. Во ред е кога не ти е во ред животот. Имам во предвид не како праведност, туку воопшто како благосостојба. Во ред е. Многу пати, гледам во Библијата, било сосема во ред луѓето да не се во ред во поглед на физичкиот, материјалниот живот. Бог сака така, многу пати, да биде во животот. За наше добро треба да биде така. И тие учења, колку и да се пријатни, се пагубни, опасни се. Ги водат луѓето во вечно уништување. Не се неутрални тие учења. Тие не се некакви мали отклонувања од вистината. Лажните учења се зли во нивната суштина. Затоа предупредува Словото. Пазете се, што крајот е погибел. Лажните учители се терористи кои го уништуваат не само телото, туку и душата ја праќат во пеколот. Господ да ни дава мудрост да следиме вистински учења, колку и да се непријатни на суетата, колку да се непријатни за похотите, тие се за наше добро, за целата вечност. Господ да ни дава мудрост да ја следиме вистината. Амин.